Јавните институции, особено оние на национално ниво, не објавуваат информации за своето програмско и буџетско работење, а пак во официјална постапка за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедуваат нецелосни податоци. Нетранспарентноста во буџетското работење на јавните институции се назира уште во процесот на планирање на буџетот. Уште при планирањето на буџетот на Република Македонија, јавните институции поставуваат бариери во можноста за следење на начинот на кој планираните средства ќе бидат понатаму потрошени. Јавните институции во своите буџетски планови ги презентираат приливите и трошоците многу генерално, без притоа да дадат подетални информации од каде поточно ќе се прибираат средствата и зашто конкретно овие средства ќе бидат потрошени. Информациите кои се достапни за јавноста често се воопштени и се прикажани во форма која не е разбирлива за граѓаните. А пак во бирократските постапки за пристап до информации од јавен карактер, јавните институции користат алтернативи од законските недоречености како би избегнале да обезбедат детални и прецизни податоци. На тој начин, тие од сервиси на граѓаните стануваат недоволно јасни и транспарентни за тоа што точно работат, како им служат на граѓаните и како ги трошат нивните пари. Наместо двонасочна комуникација и отворени институции, со години се соочуваме со затвореност, избегнување на постапките, надмудрување на законот, неинформираност на граѓаните и избегнување на процедурите токму заради таквата неинформираност. Ова се практики со кои Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ од Скопје редовно се сретнува при барање на информации за работењето на јавните институции. Почнувајќи од 2013 година, Сдруженијето ЕСЕ го следи и оценува нивото на реактивна и проактивна транспарентност на дел од јавните институции од Република Македонија во објавувањето на информации за своето програмско и буџетско работење со цел да го напреди нивото на транспарентност во работењето на јавните институции. Со полесен и поефикасен пристап до информации пак се овозможува и поголема вклученост на граѓаните во креирањето на политиките на локално и национално ниво. ЕСЕ во изминатите 4 години директно иницираше над 2000 постапки за слободен пристап до информации од јавен карактер. Преку оценувањето на реактивната и проактивната транспарентност, ЕСЕ всушност има за цел да го утврди дали властите ги почитуваат националните и меѓународните стандарди за транспарентност во нивното работење. Во 2016 година Министерствата за финансии, за здравство и за труд и социјална политика се со најниско ниво на транспарентност. Како за илустрација, речиси сите барања кои ЕСЕ ги поднесува до Министерството за финансии во изминатите 5 до 6 години, а со кои се бараат детални податоци за начинот на трошење на средствата од поединечните ставки од буџетот на Република Македонија, се запрени или пак одбиени. Образложението на ресорното министерство за ваквата одлука е дека Министерството за финансии ја обезбедува тајноста на податоците за трезорските сметки на јавните институции, иако овие информации не треба да се тајни. Министерството за здравство е оценето како институција која што не објавува информации за своето програмско и буџетско работење и како институција има ниско ниво на реактивност. Во 2013 година, кога се започна со следење на нивото на проактивност кај јавните институции, како единствена делумно проактивна институција, односно институција која што делумно објавува информации на својата веб страна, беше оценет Фондот за здравствено осигурување, но денес тој влегува во категоријата на нетранспарентни институции. Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер, која што всушност треба да го штити правото на пристап до информации од јавен карактер, како и другите институции во Република Македонија, не објавува информации за своето програмско и буџетско работење. Во 2016 година, како институции кои што не го почитуваат Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, се оценети Здравствениот дом Берово, Гевгелија, Неготино и Здравствениот дом Пробиштив. Кога станува збор за институции кои што не го почитуваат во цело Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно не обезбедуваат информации во редовната постапка, се Министерството за здравство, Министерството за финансии, Здравствениот дом Скопје, Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и уште многу други. Важно е да се напомене дека според законот секој имателни информации е должен да овозможи пристап до информациите од јавен карактер. Така, според член 4 став 1 од законот, слободен пристап до информации имаат сите физички и правни лица. Граѓаните имаат право да поднесат барање за било која информација од јавен карактер и тоа лично, односно устно да побараат некоја информација преку пошта или по електронски пат.
Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, која што има надлежност и задача да го штити правото на граѓаните за пристап до информации од јавен карактер, особено доколку тоа право е прекршено од некое министерство, односно институција на национално ниво, како што е на пример Министерството за финансии, најчесто решава во полза на имателот, односно во полза на институцијата. Најголемо влијание комисијата има врз институции на локално ниво, односно како на пример здравствените домови, центрите за јавно здравје, општите болници, општините и така натаму. Во постапката за слободен пристап до информации од јавен карактер, која што се иницираше пред Министерството за здравство, а со која што баравме копија од целокупната проектна документација за грантот Орио, кој што всушност го имплементира Министерството за здравство. Од Министерството за здравство добивме одговор дека дека институцијата не располага со бараните податоци и дека нема сознание кој во Република Македонија би можел да располага со истите податоци. Во исто време од Министерството за надворешни работи на Кралството Холандија добивме копија од проектната документација во која што јасно е прикажано, односно јасно може да се види дека проектот е поднесен од Министерството за здравство на Република Македонија, на кој што всушност проектна апликација стои подпис од одговорни лица на Министерството. Голем број државни функционери најчесто оние информации кои што не сакаат да ги дадат, своеволно и самоиницијативно си ги класифицираат. И така да речеме, кај нас класифициран податок беше во кои медиуми одала известна кампања на владата. И тогаш ни вратија дека тоа е класифициран податок кој што може да ја загрози безбедноста на државата и слично ако се објави. Законот за пристап до информации од јавен карактер е донесен во 2006 година. Од тогаш па досега во пракса мал е напредокот, а макотрпен процесот за достапност на информациите од јавен карактер. Се чини дека често недостасува волја кај институциите за почитување и применување на обврските од законот, а нема ниту доволно свест кај граѓаните пак да побараат почитување на законите и поголема отчетност на функционерите. Воспоставените механизми за контрола на примената на законот се недоволно развиени, па носителите на јавните функции лесно избегнуваат одговорност за непочитување на законските одредби. Не сите општини се транспарентни во Република Македонија. Постојат општини кои што не го запазуваат рокот или пак општини кои што воопшто не доставуваат одговори на испратените барања за пристап на информации од јавен карактер. Имаме случај каде што од вкупно 81 единица на локална самоуправа имаме добиено одговор од 57 општини, додека пак вториот случај од вкупно 81 единица на локална самоуправа имаме добиено 62 одговори. Интересно е што Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер на Република Македонија е оценет како добар закон, но она што сериозно недостига се вистински механизми за контрола на неговото спроведување и покрај постоењето на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. Дека Законот за пристап до информации од јавен карактер во Македонија е добар, потврдува и програмата основана од страна на пристап до информации Европа, насловена како правото на рангирање на информации. Според ова рангирање, Македонија има подобар закон од Албанија, Грција и од Бугарија. Во регионот подобар закон од земјава, според ова рангирање, имаат Србија, Хрватска, Словенија. Рангирањето е направено врз основа на легислативата, а не и врз основа на практичното имплементирање на законите. Сепак речиси, сите истражувања посочуваат дека недостасува политичка волја за негова имплементација, што впрочем треба да биде и приоритет на секоја демократска власт и на сите јавни институции. Центарот за економски анализи има направено истражување за буџетската транспарентност на сите општини во Република Македонија. Согласно наводите од истражувањето, свеста на општините за потребата од поголема транспарентност е на многу ниско ниво. Не сите општини во Република Македонија имаат веб страници. Се оди на тоа дека тој податок представува личен податок, односно може да ги повреди личните права на поединците. Таков случај имавме со МВР кога ги поднесовме, кога ги побаравме сметките, фискалните сметки, фактурите за угостителски услуги за 2016 година. Одговорот беше дека тоа е личен податок. Не може да е личен податок нешто што се работи за државни пари за буџет. Тоа не е личен податок. Тоа не се, јас не го прашувам министерот или министерката колку пари троши дневно од својата плата за храна, туку прашувам колку пари троши месечно од парите од буџетот за набавка на ресторански угостителски услуги.
За да имаме транспарентни јавни институции не е важен само законот, туку волјата кај тие што раководат со нив и желбата на граѓаните за да знаат како, каде и за што точно се трошат буџетските пари. Државата има увид во транзакцијските сметки на сите граѓани, меѓутоа граѓаните немаат увид во трезорската сметка, односно во сметките на државата. Односно граѓаните се неповластена позиција. Поради тоа, бараме од владата на Република Македонија да го избришат став 23 од упатството за начинот на трезорското работење, исто така во реално време да ги објавуваат сите приливи и одливи од буџетската сметка, односно од трезорските сметки на сите јавни институции во Република Македонија, и да го збогатат буџетскиот документ, односно буџетот на Република Македонија со подетални податоци во однос со аналитички конта. Јакнење на капацитетите на општините и промовирање на законското право за информација од јавен карактер, како и јакнење на интерната комуникација во општината во насока на ажурирање на официјалните веб страници на општините, задолжително назначување на лице за посредување со информации од јавен карактер, кое е запознаено и делува согласно законот, во насока на давање на квалитетни навремени одговори по однос на поднесените барања. Она што реално треба да се смени за да не се соочуваме со вакви практики е прво Комисијата за слободен пристап до информации, која што патаме една од поажурните институции во државата, да добие поголеми ингеренции, веќе сега колку и да поднесуваме жалби, ако некоја институција решила да не одговара на тоа, нема да одговори ниту јас како барател, ниту пак комисијата не им може ништо. Значи тука треба да се зголемат ингеренциите во однос на комисијата, да има многу поголеми овластувања кога некоја институција едноставно одбива да ги даде информациите и точни законски одредби за тоа што значи личен податок, што значи класифициран податок, како може да се класифицира одреден податок, дека тоа не може да биде само со една така самостојна одлука на министер или државен орган, туку треба да се формира комисија според строги правила. И само така ќе можеме да имаме точен увид за тоа како се трошат јавните пари.